Премиере, големи реакции имаше за тоа што Струга нема да се поврзува со автопатот Кичево-Охрид. Дали ви слушате овие реакции, дали ќе ги прифатите и кое ќе биде решението? Да, прво јас би сакал да прашам прво од кого реакции и второ кој кажа дека Струга нема да се поврзе со автопатот? И од граѓаните од Струга, но и од политичките партии од Да, добро. Прво граѓаните од Струга треба да бидат спокојни, бидејќи оваа влада е влада на целата територија на државата и нема намера никого да остави заборавен. Како што тоа впрочем и го покажавме и докажавме до сега. Вклучително и граѓаните од Кичево, вклучително и граѓаните од Вевчани, од Дебарце, од Охрид и на целата територија и вклучително сите оние општини кои што се по должината на коридорите 8 и 10. Никој нема да биде заборавен. Тоа е прво. Второ, конструкциите и обидот за етничка поларизација од страна на опозицијата, посебно опозицијските партии и одредени медиуми, нема да го коментирам. Нема да дозволам, додека јас сум претседател на владата, да има етничка поларизација во државата, бидејќи ако така гледаме, прво, општините Кичево, Дебарца, Охрид, Струга и Вевчани, мнозинско население е убедливо македонското. Така што јас одредени опозицијски политичари од страна на Албанскиот блок нема да ги коментирам. Второ, нас како влада ни одговара да се гради, затоа што на тој начин се зголемува бруто домашниот производ. А со зголемување на бруто домашниот производ ние сме поуспешни и на финансискиот пазар, но и кај граѓаните. Проекти, ние сме влада која што сака да реализира проекти. Така што, еве, тоа е вклучително одговор на второто ваше прашање. Сега да дојдеме до вистината. Вистината е следна. Претходната влада, од реализацијата на коридорот 8 и 10Д, проектите, реализираше за 3 години само аванс и од тој аванс најверојатно наплати провизија. Тоа е она кое што го реализираше претходната влада и дел од овие опозицијски партии кои што денеска критикуваат. Второ, линијата која што ја повлече е во делот на периметарот кој што е заштитен од УНЕСКО. Сега ние како жители на оваа земја ќе ги почитуваме правилата или пак нема да ги почитуваме, односно ќе го гледаме ова како шведска маса, па тоа што ни одговара ќе го почитуваме, тоа што не ни одговара нема да го почитуваме. Таква политика непринципелно оваа влада нема да води. И конечно доаѓам до суштината. Мојата изјава беше дека да, има проблем кој што го истакна УНЕСКО. Ке знаеме во јуни, конечно, што ќе се случува. Денеска и вчера е министерот Муцунски во Париз на разговори со највисокото раководство УНЕСКО. Тие ќе дојдат во Македонија. И доколку таа траекторија која што ја предвиделе се уште ќе биде спорна за УНЕСКО, ќе бараме друг начин. Апсолутно дека граѓаните нема да останат неповрзани. Но, исто така, добро е да го постават ова прашање и на албанските политичари. Не во Македонија, во Албанија. Затоа што таму автопатот нема да биде до Ќафаса. Нема да биде ни експресен пат. Туку ќе биде на 20 до 25 километри пред Ќафаса. Тоа е вистинското прашање. Мораме работите да ги кажуваме онакви какви што се. А јас додека сум претседател на оваа влада, додека оваа влада и оваа коалиција, ниту еден граѓанин нема да биде заборавен. Граѓаните бидат спокојни и со резерва да ги примаат изјавите од опозицијата. Имаше можност опозицијата да направи. Единственото нешто што тие го направија и за автопатот Кичево-Охрид, и за автопатот Тетово-Гостивар Букојчани, и за автопатот Букојчани-Кичево, и за автопатот Блаце-Скопје беше исплатената провизија на Бехтел Јенка, односно аванс, а имаме основано сомневање дека дел од подизведувачите кои што работат на патот имаат, имаме сознание, имаме информации дека имаат дејанија кои што не се добри.